Возможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, P2P, Zemi Pari, Mintins, Halkbanka. Samo neka prođi nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, јас сум во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денеска ќе го поставиме прашањето што треба да направите за да ви тргне во животот. Дали треба да следите одредени правила и да слушате одредени совети. Да тераме по план за полесно да се вклопиме и да не штрчиме во општеството или напротив, за да ни тргне во животот треба да си тераме по свое. Контра сите морални кодекси и контра се што значи ама така треба. Дали тоа зависи од храброста, среќата, парите или пак можеби од земјата во која што сте родени. Кој заслужува да се промените заради него? Партнерот, работата, колегите, трендовите или публиката? Денеска ќе прашам и што не прават луѓето на кои се им оди во животот, а што погрешно прават луѓето на кои ништо не им оди во животот. На оваа тема имам четворица гости. Психолог, еколог, магистер по туризам и професорка по француски јазик. И знам дека ништо не ви е јасно, ама на овие луѓе во животот им тргнало токму тогаш кога ги промениле професиите. Еве кои се моите денешни гости. Тој е магистер по туризам. Во Кавадар си завршил средно шумарско училиште. Живее и работи во Охрид, а ние го знаеме како еден од најдобрите вокали во Македонија. Ѓоко Таневски. Нивната песна "Живот е крени" е инспирација за денешната тема. Тие се еколог Јелена Буча, психолог и сестра на Јелена, Невена Буча, и професорка по француски јазик, Наташа Михајловиќ. А вие ги знаете како Фрајле. Живот е крени, па се окрени, моле те твои. Добре ми дошле. Боле те нашле. Со која песна ќе ја отвориме емисијата? Ајво. Па, ајде, може. Ајде, Имamo jedno specijalno za tebe. Ајде да слушам. Ajde, ide pesma ovako, kaže. Da li znaš, 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 joj, mi smo žena sve spremne, da li znaš, 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 Добро е. Сега знам со кого си имам работа. Фала ви многу. Ѓоко, дали те плашат жени што се на се спремни? Само од една имам страф. Од една? Дома само, од никој друг. Не, уствари од три. О. Три имам дома. Не ти е лесно Да. сочувство. Ама имаш 3 и мене 4. Така да ќе Се биде тоа. снаоѓам, добар сум. Добро. Девојки, на што се спремни жените или заради кого се спремни на се? Ljubav, zbog ljubavi na sve. I to i ljubav prema životu, prema prijateljima, prema ljudima, prema partneru. Svi uvek misle da je ljubav u stvari samo partnerska ljubav, a ljubav generalno podrazumeva prema životu, prema svojim željama, ljubav prema svojim željama i ostvarenju tih želja. To je dobro imati. Dobro. Ja mislim, evo slažem se s Jelova, mi ne čekamo nikakve ove zlatne ribice da ih upecamo i to mi sami sebi ostvarujemo sve želje i mislim da je to najbolje. Na sve smo spremne. Tako je. Dobro, okej. Nataša, ti za kogo si spremna na se? Za koga? Da. Pa mislim za ljude koje volim. Stvarno, koji su mi važni i koji su deo mene. I naravno, mislim da je to. I za ljubav, da. Za muziku. Има конкретно име и презиме за кога си спремна се да направиш? Da, imam, moji roditelji, naravno, moji prijatelji.
Jeca. I mi su prijatelji. To su mi prijatelji. To su mi sestre. A ja sam nešto htela. Dobro, nećemo. И јас целев на тоа, меѓутоа, добро. Сега има еден стих во една од вашите песни, дека жена која сама пие, тоа ве плаши. Значи, во овој случај ќе прашам Ѓоко прво. Која жена е поопасна? Таа која е спремна на се или таа која сама пие во кафана? Пострашно нешто од жена што сама пие во кафана нема. Искрено. Да? Сигурно сме дошли во ситуација да се расправаме со пијани. Машките се супер. Жена пијана е страшно. Да. Добро, вие? Која е пострашна? Koja je strašna? Pa žena generalno koja sama pije i u toj pesmi govori tamburaši ne prilaze. Jer se i oni plaše, jer je onda pretpostavljaju da je velika tuga u pitanju. Muškarac kada sam pije, on je bojem i to nije problem. Odmah dođu tamburaši da ga razvesele, ali žena je opasna u smislu da ne znaju šta da očekuju. Tako da je možda tu opisana i ta žena, eto, i... Ranjena žena. Koja je možda tužna ili želi čak, ja volim moju kafu da popijem sama sa sobom, to mi je nešto najdraže. Ne mora to uvek da bude neka velika tuga. Tamburaši uvek treba da priđu i ženama. Aha, dobro. Da, ja mislim da to možda uopšte nisu dve žene, da je to jedna te ista žena. Ali čak i jake žene imaju svoje trenutke, kao i svi, naravno, takođe i muškarci. Imamo svi neke trenutke kada želimo da budemo sami, koji su nam tužni, nekad kada je padnemo, ali mislim da je najbitnije u životu uvek što god vam se dešava da znate da ustanete. I to je nešto najbolje. Da čak i ta žena na sve spremna ima te tužne trenutke i kada je sama i kada plače i kada pije u kafani i sve, ali bitno je ono jutro koje sviće, to je uvek najbitnije. Mamurno. Nema veze, ali je svanulo i to je jedan novi dan i neki novi početak. I važno je kada ќе те осване, односно kada ќе се разбудиш, нели? Da. Pa makar i mamura. Јас да кажам нешто. Кажи. Жена ако пие сама на шанк, Добро. е спремна на све. Така е. Ако пие на маса, тогаш е нешто небо. Tako je. Значи, зависи од местото каде што пие, локацијски. Така е. Dobro, okej. Nataša? Ja ne bih rekla, ja bih ovako negde na pola puta rekla. Mislim da je i okej, ako žena sama pije, ne mora da bude pijana prvo, pod broj jedan. Može da bude u nekom svom trenutku gde je, eto, možda sama i gde uživa možda u nekoj muzici i odlučila je tako nešto da možda prelomi. A ovo što je Nevena rekla, što se tiče emocija, okej, u redu je da se slomimo. Čak i da ne ustanemo sutra, možda preko sutra. Ali da se slomimo jer na nama ženama i jeste to naš deo prirode, da smo mi emotivne, mi smo senzitivne, senzualne i da je to normalno, u tome je naša jačina. Nije naša snaga, ja ću sad, ne, naša snaga je u nežnosti, u ljubavi, u toj transformaciji te neke kao agresije koje ovaj svet, nažalost. Дури и кога удира, жената да удира нежно. Така ли? Samo nežno. Само нежно. Pa kako žena najbolje razoruža muškarca kada je nežna prema njemu? Kaže, srce moje. Така ли? Нежно со зборови удира Со жена. зборови удира, така. Повеќе боли кога со зборови Така е. удира жената, така, нели? Да, добро. Сега тука имаме едни ливчиња да провериме. Можеш да ги земеш, поделите си. Прашањето е на што вие сте спремни кога треба да се компензира едно за друго, односно дали може нешто да се компензира со друго. Значи, тука имате на ливчето напишани дали може да се компензира бракот заради кариерата, децата заради успех, кариера заради пријатели и родители заради брачен партнер. Значи, што е она што може да се компензира, а што е она што нема компензација во никој случај. Значи, одберете што би можеле да компензирате, нели, а што не е дозволено. Кој е подготвен може да тргне со одговор. Јас од ништо не би се одрекол од ова што пишува овде. Што значи Ни тоа? од бракот, заради кариерата. Да немаме деца, не дај Боже, мислам. Јас веќе имам две, така да ова пеѓа одма. Да одбереме кариерата и да останеме без пријатели. Без пријатели не можеш ни кариера да имаш. Така да Добро. нема компензација. Да се одречеме од родителите заради брачниот партнер.
Па, ова е некојаш дискутабилно, јас не би никогаш, Ама има случаи. има некој што има случаи, да. Што се одрекуваат, разбирате, така? Од родителите заради брачни пари. Jasno, jasno. Da. Dobro, ajde. Jeco? Pa ja, zavisi što čovek želi. Ja ne mogu sad, posle 15 godina naše karijere, da kažem da je to bila neka žrtva što se tiče braka, jer mislim da je naišao tada neko za koga bi se ja udala, ja bi se udala i pored karijere. Ili bih imala onda decu. Naravno, nama ženama se podrazumeva sa ovakvom regionalnom karijerom mnogo putovanja i mnogo posvećenog vremena. Imati dete ipak podrazumeva majku koja bar neko prvo vreme kod kuće. Moralo bi to da se organizuje. Mi smo se i šalile da sve tri idemo na neko zajedno, neko porodiljsko ili tako kad dobijemo bebe, ali da sam ja to želela, ja bih to kompenzovala. Međutim, nije mi se desilo. Sad što se dešava neću da pričam, ali Otkrijeme. ali ja mislim da je to samo pitanje šta čovek želi. Kompenzacija roditelj, bračni partner, mislim, to mi prosto nije mi upitno, jer čovek sve može da organizuje onako kako on želi i da se posveti dovoljno svemu onako kako želi. Eto. Dobro, ne treba kompenzacija. Pa da, ja se slažem sa Jecom s tim da mi svi moramo da u životu donesemo neke odluke. I negde ja mislim da je bitno da čovjek kada ih donosi, kada vi morate negde da sečete negde u životu neke stvari, da sečete tamo gde vam srce hoće i tu su neke stvari kada, jer ako napravite takve odluke gde niste srećni u bilo kojoj od ovih stvari, onda čemu to živite možda neki život svaki dan koji stvarno vas ne ispunjava. Kada ti imaš presečeno? Ta odluka koju sam ja tada donela je za mene bila fenomenalna u smislu jer sam stvarno ispratila to što mi leži na duši, na srcu. Sad, da li će neko reći, sad evo, mogla je ona, ne znam sad, ne znam šta, pa ne znam, ljudi uvek kažu, recimo roditelji uvek se brinu, pa da je stalan posao, pa da si na fakultetu, pa ne znam. Da, imam i takvo prašanje. Ali mislim da to je stvarno pitanje sreće, da je i to što cure kažu ljudi. Šta te čini srećom? Tako je. Dobro. Nataša, ti što bi kompenzirala od ova? Ništa. Ja tu ništa, mislim, kao brak, ovo što su i one rekli sad, ne znam, onda već do sad bi se udala 6 puta, ali mislim da nekako toliko volim muziku i svoj život, to što sam odabrala da zaista mislim da s tim nema nikakvog kompromisa i taj koji pored mene stoji, to mora dobro da zna. Tako da tu nema nekog... Ja znam uživaj. Da. Ali mislim ovo kao nemamo dece zarad uspeha u poslu. Šta je uspeh? Šta smatrate uspehom? Sekoj go doživlja Mislim, to danas što se smatra, šta znači uspeh? Neko je, ja mislim da je uspeh imati i porodicu i nemati porodicu biti zadovoljan. Jer da imati deca, nisu deca samo, kako da kažem, nismo mi majke samo deci. Ja sam majka svojoj karijeri. Taka. Znači majka svojim projektima, svojim stvarima o kojima brinem. Prosto je žene koje se odluče i nažalost u našem društvu nekako uvek kao jako tabu tema, ali znači mislim da žena može da bude sjajna majka cijelom svom životu i da možda nekoj drugoj deci i tako. Tako da po meni nema kompenza nikako u odnosu na, mislim, naravno, mi sad baš pričamo o našem poslu, koliko energije, truda i rada nama treba u smislu toga da ćete možda kompenzovati sam za neke, na primjer, jučerašnja snimanja i takve stvari. Ali to je ljubav i to radimo zbog ljubavi i naravno i kao što imate malu bebu pa ona vas budi celu noć mesecima pa ne spavate, ali to je isto kompenz i ljubav u stvari. Така. Добро е, сега го спомна Невена, веќе ја начна темата во однос на тоа што очекуваат родителите од нас или какви правила би требало да има животот. Треба прво да завршиш факултет, па треба да се вработиш, па треба да се омажиш, да се ожениш, нели? Има некакви правила. Вие почитувавте некакви правила? Ајде, Ѓоко, или си тераше по свое? Јас морам да кажам дека останав без татко на 21 година, така да уште не бев ни зрел. Тогаш така да терав по свое и како ме водеше срцево. И со сопругата сум
Од моите 21 година. Значи, точно Колку години? така 20 и некоја година сме заедно. Одлично. Никогаш не ми пречеше во кариерата да најдам, иако е балканска кариера кај нас и дали треба жртва да направи за кариера, на Балканов тоа е дискутабилно многу, да е негде Америка или било каде. Други се жртвите таму, друго е жртвата кај нас. Така да терав по свое. Добро. И таму кај што стигна си супер. Ја, Одлично, задоволен. Вие си терате по свое си теравте? Не слушавте никого? Наравно. Не се гледа, нели? Од жената се гледа. Ne, ja mislim da nije sad baš da ne slušamo nikoga. Кого слушате? Da, mislim da nije sad to, ali mislim da treba biti svoj. Treba biti svoj i treba baš onako znati taj neki i svoj put, naravno, sa terapijom. Evo, mi pričamo stalno i slušamo jedna drugu, slušamo naravno i saradnike i prijatelje, to što smo rekli. Za karijeru su jako bitni prijatelji, Tako je. to se slažem. I kompromis, normalno. Ali svoj put i svoj pravac, mislim da čovek i treba u životu imati taj neki stav i to treba krčiti. Ne mora značiti da svi putevi koji su raskrčeni kada postoji izbetonirana staza, da sad svi moramo tom stazom da idemo. Obično Mislim da su neki putevi možda čak i kroz šumu koji nisu raskrčani, za vas definitivno bolji, možda su izazovniji, interesantniji, a ovo što je izbetonirano možda nekim ljudima to i odgovara. Neki ljudi ne vole da krče, ne vole da idu sa sekirom, voli beton da ide pravo. Равно асфалт. Кога сме на кај асфалтот, на кај Охрид, мајсторе уште некој прави. Уште не можам да се свестам од патот. Не може да се свестиш добро. Mi inače potičemo iz porodica gde su se roditelji bavili poslima koje vole. I mislim da je to jako bitno kada vi odrastate uz jedan smer, ali dozvoljavaju izbor onoga što vi želite. I meni je mama jednom prilikom rekla, ne daj Bože, da ja i kad sam tužna, to je jako strašno. Kad mi nešto nije, uvek sam u životu i sada sve moje hobije sam u stvari nekako pretvorila u profesiju. I mi smo eto sve tri takve da imate uzor u porodici da roditelji dolaze srećni i da, a kada oni rade ono što žele, onda će dozvoljavati i deci. Jer kakva je to sreća kada vi nemate radno vreme, a radite 24 časa. Jer vi ne osjetite, ne gledate na sat. Mislim da je to najbitnije. И тоа ни кажуваат, абе, вие пеете 2 сата и вие гајле. А другите сати патот и психичка, знаеш, треба да се спремаш све. Тоа ми е следното прашање. Значи, како вие ги коментирате оние кои што се јако поштен свет, па секогаш сакаат да искоментираат и секогаш знаат што е најдобро за вас, односно како треба вие најдобро да го живеете животот, или пак знаат подобро од вас, абе, ајде како што рече, нели 2 сати пее, они тука доаѓаат на концерт, ке си отидат, изгледаат преубаво, на нив им е лесно. Како го коментирате оној поштен свет во вашите стихови? Pošten svet. Pa ja mislim da upravo to se naslanja na ovo prethodno pitanje. Da biste nešto u životu i napravili, morate izaći iz zone komfora. A pošten svet je uglavnom ono po tim pravilima. Caka, 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 caka. Znaš, neću baš mnogo da krivudam i talasam, nego ću ovako kako... Ali ti da bi nešto i uradio, moraš da iskočiš iz tih nekih šablona. Zato taj pošten svet i komentariše ove koji nešto i rade i možda odskaču u tom smislu da jao, sad smo mi napravili karijeru. Tih 2 sata, to je sve divno i bajno, mi smo doterane, lepo, to je sve. A iza toga spremni su da kritikuju i to obično kritikuju oni koji nisu zadovoljni sobom i osuđuju oni koji nisu zadovoljni sobom, koji sami sebi sude. Tako da nekako taj pošten svet nekad pije svoj čaj u 5. Знаеш што е многу јако? Кажи. Значи сите знаат, така? И вика, знаеш што, сега ти треба еден добар хит. Одамна немаш добра така песна извајана, сега ти треба хит. Ја не знам дека ми треба хит. Ти треба да ми кажеш. Ај најди го хитот, така? Да. Значи сите знаат што треба да правиш и како треба да работиш. Сите знаат како подобро ти да живееш, а во ствари не си го гледаат сопствениот живот, а тие живеат многу полошо. Така? Добро. Сега, обично кога се коментира на Балканот, важи некое правило дека нели не си успешна ако не си мажена, ако немаш деца. А па ако само имаш деца и си мажена, немаш кариера, и што не си успешна.
Значи, како вие ќе коментирате на овие кои што го изјавуваат ова? Ma to nema kraja. Нема крај. Ne, kad ćete Što da im dobiti, pravim? kad ćete dobiti dete? Dobijete dete, kad će drugo dete? Dobijete drugo dete, А што не е мушко? imate treće dete, kaže šta će ti treće dete? Da li vi možete zamisliti? Znači, to je jednostavno nema kraja i vi ne možete zadovoljiti bilo koga nego samog sebe. Vi kad shvatite ko je to apsurd da zadovoljite, uvek će biti neko ko će reći, pa sad ovo ti ne valja. Jedina formula je da zadovoljite samog sebe. I ne kažem da vas baš briga za druge ljude, ali ja, kako kažu, kad mi tuđe mišljenje bude plaćalo račune, onda ću da uvažim neke stvari, jer niko nije u vašim cipelama. Ja to uvek kažem, obuj moje cipele, pa onda kreni. Mi smo imali Koji broj situaciju... nosiš? 37,5. Ništa. 36 Imali smo nosim. situaciju, to će i cure da potvrde. Drugarica je krenula sa nama. Kaže, ma to je život na visokoj nozi, to je ovo. Krenula je s nama, znači treći dan je već odustala. I zašto nemate decu, već smo pre emisije pričali. To su jako nepristojna pitanja. To su vrlo nepristojne. Koliko se zarađuje, zašto nemate decu? Vi ne znate da li neko pokušava da ima decu, da li je neko izgubio bebu. To su jako, jako intimna pitanja koja ne treba nikog da zanimaju. Ako možete, pomozite, dajte neki savjet, ali nemojte ulaziti u tuđu intimu. To je jako intimno. I kako je Nataća ispričati, kako ona za udaju. Nataša? Kad ti mene pitaš jesi se udala, a ja ti kažem, a kad ćeš se ti razvesti? Znaš, da li je sve u redu ako se nisi oženio, ako se nisi udao, možda si lud, nešto ti fali. Imаме ли песна со која што можеме да им Ima i ono порачаме на pitanje одие? što si se ugojila. А, да! I što si tako mršava? Што си пуштил брада, Ѓото? Да, зошто? Нешто криеш? Добро. To je Јас кријам нешто сега. Што криеш? Па гушка. Ja, guškata ja kriješ. Da. Da li, šta imamo na tu temu od pesama? Što imame? Za ludost. Pa za ludost 3 metera somota, nešto me Samota, zar te nije sramota, što ti ljubiš mlada momka, matora devojka. 3 metera samota, zar te nije sramota, što ti ljubiš mlada momka, matora devojka. Sve devojke matore treba da se zatvore, da ne ljube mlade momke, matore devojke. Sve devojke matore treba da se otvore, da nauče mlade momke, matore devojke. To je ta fantastična poraka. Odlično. Da. Radite ljudi šta hoćete. Да, добро. Тоа кај нас мажите не важи. Кај вас мажите не важи, а? Да. Вие секогаш помлади девојки. Не, види, така во животот е таков. Не сме ние криви. Многу ви е тешко. Па, да. Добро. Не, сега, да не збориме сега на таа. Не збор теми. за таа тема, добро. Пошто си женат човек, некои прашања се забранети. Нели кога влегуваш во брак, веќе не Нормално. смееш да одговараш на одредени Така е. прашања. Добро. Не, Дали политички одговор да дадеш. Добро. Дали тебе подобро ти тргна во животот откако влеза во брак? Пази што ќе одговориш. И исто. Треба Јас да си како да сум во одиш. брак, ти кажав, во 21 година сум со жена ми. Живеев во Кавадарци, живеев во Скопје, поддршка максимална, разбирање максимално, така да исто ми беше. И после кога влегов во брак, исто. Исто ти, а? Да. Добро, мислев дека нели тука ќе пофалиме сопругата, дека се ти тргнало поубаво. Па тргнато е да е поубаво, од кога сме така заедно. треба да кажеш. Од кога бевме мали. Добро, дема откако се ожени, нели па сега. Добро. Се оженив после 9 години, така да исто како да бев во брак. Добро. Се обидов да извлечам одговор, окей. Од кој тип на луѓе сте вие? Или што ќе им порачате на гледачите? Дали треба да пробуваат од се по нешто и да видат во што ќе успеат? Или пак треба да се фокусираат на едно нешто и да го тераат тоа за да успеат? Ja bih rekla da mislim da nekako život vam, ja mislim, da neke talente koje očigledno sami ukazuju na to koliko vas nešto zaista zanima. I onda kad osetite da vas nešto privlači, da to malo istražite, mislim da to treba slušati, da treba
te svoje potencijale, poprobati, vidjeti da li vam, znači naravno nešto što vam sjajno ide, u to uložiti i energiju i vreme, ali isto tako otvoriti se za neke druge stvari. Ама не ли е губење на време ако испробувам денеска ова, па утре ова, па трето? Mislim da to isprobavanje sad kao nekako, sad ja evo, se bavim muzikom, pa sad ja odjednom hoću budem padobranac. Mislim da je to malo ovako da kažem. Не, јас мислам дека ние сме од таа генерација, мислам ке се сложиме заедно, не знам која генерација сте вие, јас сум 77. Сите сме иста генерација, по 25 имаме сите. Тако е. 25 имаме сите. Значи, ние сме од таа генерација што не насочуваа како мали. Аха. Пошто јас мора да учам кавадарци средно шумарско, затоа што татко ми така реши дека е за мене добро. А јас на 14 години не знаев што е добро за мене. Али да не одев кавадарци, немаше да почнам да пеам. Пошто во Охрид да пееш беше сулудо. Срамота беше? Срамота беше, да тоа беше срамота пејач. Каков пејач? Da, to je kao malo neozbiljno. Да, неозбилно. Тогаш И после, 94-та почна, така? 92-та. Така. Па таму почнав да пеам, ама пак ќе кажам, насоката ни ја дава од дома. Таму научив, таму осознаев дека сакам да пеам уствари. Значи пак И си фатив насока. Значи пак а од школата ништо не би. Така, ама пак ќе заклучиме дека татко ти имал добра одлука. Ти испратил во кавадарци Така е, за да ете. научиш да пееш. Иако он мислел дека Секоја учиш. среќа, така. Да. Добро. Вие девојки? Треба да испробуваме повеќе работи или да се насочиме кон нив? Ja sam jako ponosna jer posle 15 godina naše karijere koja je i izvođačka i autorska, znači to je poseban posao pisati pesme. Mi smo izdali knjigu Kako sam postala frajla, napravila muzikl Kako sam ostala frajla. Imamo i međusobno i posebne projekte kao i zajedno. Mnogo muzike se stvara jer smo sve tri autori. Sada trenutno ovde nam odlazi najviše energije, ali i tekako mi to razgranamo. Mislim da čovjek kada nešto želi sebi da ostvari svoje snove i želje, da i tekako može. Tako da zavisi od samog čoveka i od perioda nekog života kada ćete se posvetiti. Така, дали кога си помлад треба повеќе да испробуваш или кога ќе дојдеш до некои одредени години веќе? Ok, da imate određeno interesovanje, jako lepo i divno je kad čovjek ima puno interesovanja i kada u svim tim stvarima, stvarno što ga zanima, negde se i ostvari i uspe i to je stvarno onako. Ali mislim da čak i vrhunski sportisti, kada izaberu jedan sport, oni imaju jako puno rada, puno treninga, nešto da bi postigli taj veliki, veliki uspeh. Tako da mislim da je to negde... Ja bih se nadovezala da ljudi nekako treba da prate to veselje i radost koje im donosi to što rade. To je ovo sa gitarom, to je sa pevanjem. Možda je kao nekako to baš transparentno u muzici i to sve, ali neko voli da pravi kolače. И тоа е добро. I neko, evo, To je izvrsno. Neko voli da jede kolače i to je dobro. I sve te ljubavi, neko voli da snima, neko voli da bude voditelj. Znači, kad se potrudiš oko toga, kad to voliš, što te raduje, kad izgubiš, kad se vreme izgubi dok to radiš, apsolutno ne postoji, to znači da je to to. Ja bih samo rekla da ne mora to da bude toliko striktno. U našem društvu kao ti sad moraš da budeš tako, sad si se za to odlučiti. Kud ja znam, možda za 10 godina ja bih htjela da budem voditeljka. Mislim, ne znam šta će... Nema problem, dojdi, slobodno, plavi se. Ne, nego... Čekaj da se dogovorime. Znači, dođeš da budeš voditelj, mora da me naučite da pejam. Može, evo, slušaj, ja tebe naučim ovo, ovako. Dobro. A ja tebe ovaka. Dobro. Ne, mislim da baš ono to što su rekli, na primjer, kod mene u kući se niko nije bavio muzikom. Dobila sam glas, non stop je moja mama pevala i to sve. Mi nismo imali klavir u kući, ja sam išla u muzičku školu, ali mi je baš nedostaje instrument. I evo, sad za vreme korone sam ja prosvirala klavir. Uzimala sam časove klavira i u 25. godini ja sam prosvirala klavir. Tako da ne, mislim, naravno da nikad nije kasno. Nastavljeno na muziku, ali... Ali to kažu, da se isto nadovežemo. Ja u 40. godini, ti si zakasnio. Zakasnio si za ovo ili si suviše mlad za ono? Aman ljudi, pa ko je to, gde to piše? Nikada, nema. Koliko imate pevača koji su kasnije? Naravno, postoje za neke stvari, ali vi stvarno ako nešto želite, nema tu. Granice su ovde.
Ako ih sklonite, sve vam ide u životu. Dobro, кога ќе стигнеме до 40 години, ќе зборуваме сега на 20. Имаме уште време. Ево, јас ќе ви кажам. Кажи, како е на 40 години, Ѓоко? Па ќе почнеш наочари да носиш. Добро, прво. Видот прво. Ja mislim da je to super, prvo da nameteo sam sa sebi lepši. Znači, Па Da, evo mi. не ви кажам. Не ви кажам. Mi samo zbog ovog, znaš, slušam. Па одма стомак и такви работи, ама добро. Океј, имам за вас предизвици. Ќе ве ставам на предизвици да видам што ќе кажете или што ќе одберете. Добро. Може? Може, Спремни? може, ајде. Добро, да видам. Ѓоко, Dobro. ти даваат шанса да станеш директор на Скопско културно лето со еден услов. Скопско или Охридско се? На Скопско културно Скопско. лето. Кој Со ќе еден патува услов. секој ден? Чекај. Со еден услов. Да го победиш во програмата и во атрактивноста Охридското културно лето. Прифаќаш или одбиваш? Не сакам да се мешам. Ама ти нудат Неќу да се кажувај. мешам сега. Тие знаеш дека какви игри си. Одбери едно. Ќе прифатиш или ќе одбиеш? Ќе одбијам. Ќе одбиеш заради Охрид? Па нормално. Не идеме контра град. Локал патриот. Локал патриотизмот. Добро, лично ми се допаѓа. Чекай да видам Невена. Што би поправо? Да бидеш најглупата, ама најдобра пејачка? Или најпаметната, ама најгрда политичарка? Најружнија. Најпаметнија или најружнија политичарка? Jako teško pitanje, da. Evo ovako, ja ne znam, jeste vi videli kod nas i političari pevaju? Dobro. Da, svi političari pevaju, tako da ja biram to. И што би? Чекај, не може, тоа не е комбинација. Kod nas svi u politici Не може, pevaju. не може, чекај. О, значи, одбра да бидеш најпаметната, најгрда, политичарка која најдобра пее? Не Ne, може. kod nas nije da li najbolje, kod nas je samo da se Bitno da peva. peva. Da, kod nas je da se peva. Значи, најпаметна политичарка и најгрда. Tako je, tako Добро, je, tako. окей. Наташа, внимавај се. Што би одбрала ти? Да бидеш најпопуларната пејачка, ама да имаш амнезија, значи на ништо да не се сеќаваш. Дури не знаеш ни дека си најпопуларна. Zaboravila bi nas. Добро. Или да бидеш најбогатата пејачка, меѓутоа да имаш страф од летање и од патување. Ајде, одбери. najbogatija, ali bi išla na terapiju, onda to stvari. Jer ovo, znaš, sa amnezijom, to je ono kao ona ribica Dori, ono što ima 11 sekundi pamćenja, što ono, ko si ti, zašto me pratiš? Mislim, šta onda? Kako ste vas dve, zašto me pratite? Znači, najbogatija, pa bi išla na, ideš onda plaćaš najbolje stručnjake, brate, Ама нема помош. Не може да nema veze, pa dobro, onda imaš koncerte. Dolazili bi kod nje kući. Ja bi napravila koncerte ko Celine Dion, što je Па vremena u види, Las до Австралија ти Vegasu, svi 40 došli. дена со брод, така да... Pa Celine Dion je napravila ima 5 strah od godina, patovanja. onu Las Vegasu, po njoj napravili onu tamo halu. I svi dolaze Svi dolazili kod nje, pravili zvučni sistem po njenom glasu i to. Šta ćemo? Nataša svakako ima žurke, stalno ona organizuje u kući, tako da to nije Ne bi ništa. bio problem. ne bi to nikakav bio problem. ми даде идеја Невена да те прашам, значи, затоа што многу сакаш мачки, што би одбрала поправо, никогаш повеќе да не пееш или никогаш повеќе да не можеш да имаш мачки? Да не дадеш во Pa контакт da nema со mačke, mačke mogu, kako da kažem, mogu da imaju prijatelji, podem kod njih pa mazi mačke. Пази што ти кажала, она ќе еве и оваа мачка, може да ја Вара. погадиш. Да. Може да не. Готов. Договорени сме за тебе прашањата, а поврзано со твојата професија, Ајде, дека си може. еколог, значи вака. Треба да спасиш некоја шума во Нови Сад, значи од тебе зависи. Fruška Gora, dobro. Ете така, да ја спасиш, значи, зависи од тебе. Меѓутоа, ти треба да бидеш, нели, начело на екологистите во Србија, меѓутоа условот е никогаш повеќе да не пееш. Што правиш? Ја спасуваш Фрушка Гора или не пееш? Pa to je meni ste najteže pitanje. И? Ајде, одговори. Pa ja mislim stvarno, mislim to je nemoguće. Što je Ja bih, pa zato što mi je jako važno da ja sad mogu da odlučujem o šumi ili da ne pevam, to je moj život. Ja bih sigurno
pevala i dalje, ali bi sredila da se ta šuma... Ja bi to preko veze, pošto i kod nas u državi je sve preko veze. Posadila bi drugu šumu. Da, kod nas u državi je sve može da se sredi preko veze. Ja bi sredila da svi budemo spašeni. Direktor Vosenka. Direkt, gledaš? da. Mislim da bi bila najpopularnija. Imam ideja. Ima završeno sredno šumarsko. Da, jaz imam, da. Ti može da pomogne. Evo, našla sam vezu. To je Vidi, to. jaz sredno šumarsko završim со една тетрадка само. Pa dobro, Така да не сум многу стручен. Пошто Nema одма почнав veze. да пеам. Sve ćemo da spasimo i onda na kraju pevamo zajedno. Eto, to je moj odgovor. Dobro. Dobro se dogovorivме. Значи, од пењето никако не се откажуваме, така? Pa mislim, to je moj život. Ja otkad znam za sebe, prvo sam propevala pa progovorila, to nekako mislim da ne bi išlo. Ne bi to, ne. Океј, јас сега треба да најавам реклами, ама може ли да пробаме да ја освириме? Лихни да, кајчеве слаше, Охридското езеро, наспроти нејзе рибари, 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 стари другари. Може рефрен одма. Лихни да кајчеве слаше, Охридското езеро, дивко си песна беше, билја на платно белеше. Samo neka provuči nešto konkretno. Samo neka provuči nešto konkretno. И еве се вративме назад, значи влеговме во рекламите со песна, а сега сакам да ми кажете зашто сте дојдени во Скопје. Имате голема причина затоа што ќе правите една турнеја. Значи ќе бидете во Скопје, во Битола, во Струмица, ама почнувате од Белград на 8 март. Така? Tako je. Izlazi nam album koji po redu više ni same ne znamo koliko smo muzike snimili. Treba pred turneju da izađe i novi album. Turneja kreće u Beogradu. Znači 13. je Bitola, 15. je Skoplje, 16. rasprodato Skoplje, onda smo morali 2 koncerta da otvorimo i Strumica je 17. Biće još gradova, tako da bićete obavešteni na društvenim mrežama tamo. Svaki grad koji se ugovori, mi to ažurno stavljamo, tako da će naša publika znati. Inače, krećemo na turneju i u Bosnu i po celom regionu. Biće i Amerika, Kanada, svuda ćemo biti. Добро, ве прашав зошто тргнавте од Белград, заради тоа што обично постои некое правило, до кој тебе ќе те прашам. Многу е важно како ќе ти тргне во животот, каде си роден. Па викаа дека, например, нели, на нив има многу полесно родени се во Србија, па им иде, нели, музиката, голем е пазарот и така натаму. Важно ли е за тоа како ќе ти иде во животот местото каде што си роден? Ти си роден во Охрид, не одбра да се преселиш во Скопје, например, можеби ќе ти тргнеше кариера. Јас си пробав да се преселам во Скопје, кога беше 2 години имаше постарата ќерка Анастасија, али сите знаеме, не знам они дали знаат, дека во Скопје зимно време не се живее, многу е загадено. Така да при Охрид реков да не го осудам детево да седи тука, морам да се вратам во Охрид. Трпи кариера, али тоа е тоа. Трпи и земјата, каде си роден? Мислам, дали земјата во која што си роден, исто така е многу? Па, најверојатно, пошто очигледно каква е нашава естрада, за разлика од Србија, Хрватска и целата околина наша, мислам дека трпи и земјата, каде си роден. Дали на вас ви иде во животот затоа што сте родени во Србија? Или можеби ќе ви беше подобро што сте родени во некоја друга земја? Evo, pričali smo sad u kolima baš na tu temu. Mislim da, naravno sad zamislite da smo se rodile, na primjer, u Londonu ili tako, to su Spice Girls ili da tako pijete nešto. čaj u 5 i da budete pošten sve. Ne, te što su se rodile u Londonu, one su trajale 6 godina i zaradile su ali milione. da vam nešto kažem, da, mislim da ovaj od gore tačno zna gde vas stavi. Možda to nije taj neki život kao što recimo Spice Girls ili neki ženski bend u Americi, ali ovo ovako na Balkanu i ovo što mi sad trenutno imamo, pričali smo u kolima da nema cenu,
ljudi odlaze možda u bioskope da gledaju filmove i kupe kartu, a mi smo dobili jednu kartu kada smo se rodile. Mi smo gledamo dobili ovaj tu film. kartu i to je jednostavno fantastična karta koju vam dodelite i vi ste u tom nekom filmu. Iskreno da budem, ne znam, možda bi taj život bio naravno skroz drugačiji, ali je on sad ovako i I ne mora znači fenomenalan. дека е bolji. Pa ne mora da znači, ne mora. Кој ne. знае како му е на тие големите звезди? Дали убаво му е во животот? Па на Викторија Бекам не гледам дека е лошо, ама добро. Не гледаш ja дека ne е znam, лошо ja ne znam. медиумски, ама Ja дома... mislim da, bez obzira na sve, Мене da ми е супер овдека, јас Так, не се жалам. jedino to je mogle to. bi biti autorska prava malo više regulisana. taka. Mogle bi neke stvari malo bolje da definitivno, da. funkcionišu, ali eto, verovatno tu smo gde smo sa razlogom i sa velikim srcem. Така, треба да го привршиме разговорот, значи го приведувам кон крајот. Сепак, иако изгледа нели дека вака се убаво ви оди во животот и вие се соочувате со одредени предизвици, сакам да ги споделиме со гледачите заради тоа што можеби некого ќе инспирираме дека не постои пречка за тоа што ви се случило да мораат нели да прекинат. Јецо, тебе ќе ти се обратам. Ти се насмеа со мене претходно, ми викаш зборувај погласно, така? Заради тоа што ти навистина имаш проблем со слухот, односно имаш 30% од слухот само, така? И во момент... Da kažeš, molim? Тоа е тоа. Меѓутоа и Ja ti понатаму... zato tu blizu sedim, da. Меѓутоа ти и понатаму се занимаваш со музика и не се откажуваш. Кажи ми како ги надмина тие предизвици. Kako? Kako ja To je to to. sve, jel? Da. Pa ja sam kao mala izgubila sluh potpuno na levo uho i posljednje godine je počelo da pada na desno. Ovo mi je slušni aparatić, ovde možda od frizure ne vidite, ali me svi pitaju sa 30% sluha kako. Međutim, ja to, našla sam sebi rešenje, puno mi pomaže ovaj slušni aparatić i mislim da ja muziku stvarno čujem srcem. I našla sam neko svoje rešenje da uopšte muziku mnogo bolje izoštrenije čujem i da prosto se bavim time. Nije me to beshrabrilo, ni malo, tako da definitivno postoje rešenje za sve, bitno je da li vi to želite. I ne želim uopšte da razmišljam da je to neki hendikep, jer kad kažete hendikep, znači da onda nemate nešto. Ja imam 30%. To nije malo. Така, одлично, тоа е тоа. Фантастично. To je tako, mi stvarno imamo stav prema životu, sve tri takav. Da kada imate neki problem, ne percipirate ga za problem, nego kažete pa ok, koliko sad mi tu imamo čega, hajde da napravimo nešto. Tako je. Така, да, одлично. Наташа, за жал ти имаш една трагедија во твоето семејство. Дали поинаку гледаш на животот сега? Sigurno da da, od tog trenutka da ja sam izgubila brata kad sam imala nekih 25 godina, sigurno da da, to je bila jedna prekretnica u mom životu koja me je uzdrmala, prodrmala ceo moj život iz korena i mislim da me to nekako ponajviše i navelo na to da i u potpunosti uđem u muziku. Jer moj brat je bio pretalentovan, prenadaren za muziku, jako voleo, divno je pevao i svirao je sve instrumente. I sama ta činjenica je mene još više gurnula u ovom smeru. Tako da sigurna sam da ne bih sebi postavila neka pitanja da mi se nije desila takva tragedija. Ali dato nam je u životu ono što možemo da preživimo i date su nam one teškoće koje možemo da preguramo. Tako da, eto, ja u njegovo ime, eto, znam da on, tu je on gleda ovo sve i prati. Tako da, eto, nekako najvažnije je slušati svoje srce i sećati se ljudi koji su nam dragi, koji su nam divni i uvijek mislite na njih jer tako ih oživljavamo. Како се викаше твојот брат? Radoslav. Да. Така. Ѓоко, ти имаш еден случај кој што нели го проследи македонската јавност, значи ја пронајде твојата сестра после многу години. Дали тогаш се случи некаква после 45 години ја пронајде твојата сестра, за која не знаеш? Родена сестра од мајка и од татко. Како? Родена сестра, значи не. Така, да, родена сестра. Двајцата мои родители. Така, не знаеше дека постои? Па не знаев до некое време, после дознав, па
Не можевме, па ја најдовме и така. Сега живееме исто како да не сме биле никогаш разделени. Што ти промени тоа во однос на погледот на живот? Што ми промени? Колку е битна фамилијата, колку е битно за кого да имаш да се бориш. И јас сега имам да се борам и за уште еден член од фамилијата и уште не само сестра, имам уште 20 внуци. Така да не знам, се збогативме, едноставно се збогати семејството уште за повеќе души. Така, одлично. Мислам дека имавме одличен завршеток со овие приказни, значи не е туку така се лесно и не е оној пат рамен, како што рече, поплочен, односно бетонирано, туку сепак треба да се помине и низ трње за да се стигне до таму до каде што се сака. Значи, имам подароци овде за вас. Барнер, наочари за заштита од екранско светло. Да. Еве, Ѓоко, да видам какви се падна. Ајде да видиме, чекај. Evo, ja sam već stavila. Одлични, фантастични. Одлично, Да. стои. Овде имате од нашите драги пријатели Mintins осигурување, значи патувате, ќе ви треба осигурување. Имам тука еден подарок во плик. Ајде да видам дали ги Ајде да ства. видиме, Ѓоко, повели. Овде од Земи пари имате шампањ. Добри ли се? Фантастични се шампањ. Тоа кога ќе се оди Šampanj ćemo на концерт otvoriti, шампањ. Да, и да се сеќавате на гостувањето. Ви давам еден подарок, нешто конкретно со Снежа Велков и P2P, значи ви подаруваат, ќе видите 100% сум сигурна дека ќе ви Мене ова ми е најдраго. Најдраго ти е тебе чоколадата, да. Чоколада. Значи имате овде за полнење. Еве ова за ташната е многу важно. а šta je ovo? Divno, hvala. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Ѓоко, имаш ли ти нешто да ги најавивме концертите на Фрајле? Нова песна, не една, две или три, Ајде. ќе излезат до 20 јули, кога е најавен, мислам не е уште најавен, еве прв пат во емисија го најаваме, на 20 јули концертот на Антички театар во Охрид. Значи можам да заклучам дека и тебе ти иде во животот. Ти тргнало, а? Што викаш, ти си Ете, стои. така нека е. Добро. На крајот само да заклучиме, дали на луѓето што не им иде во животот е повеќе заради тоа што немаат амбиција или на вистина немаат среќа. И одјавуваме. Sreća, vi morate da radite da bi vam se desila sreća. Ako nemate ambiciju da radite, neće vam se ništa desiti. Retko ko baš dođe na vrata da vam pokuca. Ajde, diži se iz kreveta, idemo. Sreće prati hrabre. I nekako ona ide uz veliki trud i rad i uz te prepreke i uz to sve kako popločano. Što je sreća, onda ide kao nagrada na kraju. Ali mora se dati trud i rad, nema tu. Добро. Ајде, Ѓоко. За жал, децава денешни не се амбициозни, затоа што се нонстоп на телефони. И мојата амбиција е да ги натерам да бидат амбициозни. Така, овако, одлично. Тоа е мисија, фантастична. Ајде, Наташа. Pa da, ja bih rekla da morate da imate tu neku vatru u sebi, da nešto uradite, promenite. Ako vam se nešto ne sviđa, da uskočite u nešto novo ili da se zapitate a šta to mi nešto ne ide ili tako. Jer mislim da je to sad tako gledati da nam život prolazi, pa koji je to smisao? Mislim, dobili smo ovaj život da ga živimo i da se radujemo, da nam bude zabavno. Ja kažem, u životu je najvažnije dobro zabavljati se. Dobro, одлично. Ne znam, evo sve ste rekli, ja bih samo možda dodala tu hrabrost. U životu treba biti hrabar i treba jednostavno, treba rizikovati. Ljudi možda ne vole da rizikuju, igraju ono na nešto sigurno. Mislim da je to negde nešto što stvarno treba to da... Morate da uskočite u vodu i onda plivate. Nema veze, negde ćete doplivati, ne možete se nadati uvek da ćete stati na neki kamen, ali to je lepota, da osetite to more. Vi morate da budete u tom moru, kad kažemo ja kako nam je bilo divno, pa ono more, pa mi, ili jezero, pa kako je to divan osjećaj. A nismo potonuli. Tako je. Mora postojati ta hrabrost i to što Nataša kaže, život je da se živi. To je jednostavno, to je ta lepota. Кога те прашаат како ти е, да речиш супер. Пошто кај нас 90% викаат остај, чути. Да. Не е добро, ова не е добро. Добро е што не е полошо. Мене кога ќе ме прашаат како е, супер, викам. Одлично. Да. Добро. На крајот,
Песната која беше причина за да ја отвориме оваа тема беше Живот е крени, односно како да ни тргне во животот и мислам дека така треба и да затвориме, нели? Mislim da je to skroz. Да, Može. Ko se bije, taj se voli, tako su nas stari učili. Majmune, brate, nije ljubav što ne boli, izabrani su odlučili. Živote kreni, pa se promeni, imali sreće, još u osteljeni, da budi sanjamo, još uvek tragamo, za boljim mesom i putem i cestom. Ја на крај ќе додадам право професионалски, Ако размислувате да се запишете на додипломски или постдипломски студии, во тој случај одберете го Универзитетот Скопје. Доколку имате проблем со плодноста, одберете ја Newborn Clinic. Доколку ви требаат пари, кликнете на zemipari.mk, а ако ви треба дополнителна заработка, тогаш тука се P2P. Не заборавајте да се осигурате во Mintins и секако да ја одберете Halkbanka за ваша банка. Се гледаме следната недела. Поздрав!